участници, медиуми гости. Кога ја добив програмата за заштита на животната средина, навистина помислив дека ова е една писмена работа на еден средношколец. Значи еден средношколец напишал 20 предлози, мерки, кои што треба да се преземат во одредена област, за да добие една прелазна двојка. Значи така најпрво помислив и ќе кажам зошто. Изработувачот на програмата напишал кои се мерките што треба да бидат преземени и најверојатно желбите што сака да бидат остварени во реализација на оваа програма. Конкретно, зошто нема да гласам оваа програма? Затоа што нигде тие предлог, мерки и активности кои што се налагаат да бидат преземени, нигде не стои дека некој е задолжен за реализација на оваа програма. Значи, јас се надевам дека ќе видам надре, велиме, зголемување на едната свест кај граѓаните. Конкретните мерки што треба да бидат преземени. Како ќе допреме до граѓаните? Значи, тоа е добро, предлогот е добро. Меѓутоа, како ќе допреме до граѓаните да им кажеме што треба да прават? Значи, ние треба да напишеме како да се однесуваат при заштита на животната средина. Нас не избитува ни шетаат коњи магарина, нас не избитува секој каде што сака го шета своето милениче, околината ни е не загадена, туку енормно загадена, меѓутоа никој не обрнува внимание на таа работа. Значи, зошто во оваа програма тие мерки не се имплементирани? Значи, да задолжиме некако, ево, велиме дека треба да имаме чиста вода за пиење. Задолжуваме јавното предпријатие водовод да обрни поголемо внимание. Што сакам да го прочитам тука? Да прочитам дека јавното предпријатие Комуналец ќе ги изечи сувите дрва, дека ќе ги уреди парковите повеќе од што треба. Значи, такви конкретни мерки никаде не прочитав. Токму заради тоа, велам дека ова е само желба и предлог. Една од мерките кои што ви предлагате, сакам да ја потенцирам, вели подигање на јавната свест и развој на образованието за заштита на напредување на животната средина. И овде нема конкретно како тоа треба да го прави. Ако земеме во пракса, видите дека 7 месеци поминал почетокот на годината, пошто требаше да биде донесена нова програма, ние ништо не видовме. Ние знаеме дека при почетокот на школската година ќе ги однесете поповите таму и ќе му кажете на дечината дека треба да учат веронаука. Значи тука му давате едукација дека навистина веронауката е многу битен предмет. А зошто на децата во образованието не кажете како ќе допрете во образовниот процес за да подигнеме свеста на тие генерации. Ќе ги земат наставници и ќе го месат на ливера и ќе му кажат овде се диши чист воздух и готово. Завршена работа. Децата се едуцирани, знаат, подигање намата свест, се е уред, како што треба. Зачерски, само една секунда да прекинем. Мај предложите нешто што направиме во Косово. Јас, конкретно сакате предлог, да ја вратиме оваа програма назад, да ја доработиме како што треба, да напишем конкретни мерки, значи мерките што се предложени, конкретно да задолжиме одредени целни групи, јавни предпријатија, ако треба и невладини организации кои што ќе го справат това. Се е направено. Како е направено кога спомнам дека ништо не е направено. Ако излезете да избитува побрзо, ќе ги звалкате челните, кои што ќе селите чисти дома. Која е еколошката чистота во битовата? Значи, од овие 11 битни мерки што се предложени во програмата, јас мислам дека ќе реализираат една или две. Корпите ќе се поставени за отпад и ќе изберите некој најубав украсен двор и програмата на 31.12.2015 ќе заврши. Изградбата на прочистителната станица
е пуста желба, нема да изградите и да напишете уште 10 пати во вашите изборни програми. Затоа што кога еден пат од 200 метра го градите 10 месеци, пречистителна станица од ваков калибар нема да изградите за 20 години. Че не ја пишете и не ги лажите граѓаните дека нешто ќе преземете. Тоа е една од моите предлози. И една друга работа што сакам на крајот да потенцирам, тука се дечките од организацијата, од Друштвото за нас се работи, и баш би сакал да слушнам, оди не слушнам, тоа што го подпишате со градоначалникот Владимир Талевски, што е реализирано? Мерните станици се пофалите дека работа, тоа е чудо. Господот не е помалку загајат. Ние не критикуваме колечки, вие само сакате да браните да представи нон-стоп на секоја седмица. И се не прашуваат одејте зошто не добри да садиме дрвца. Знаете зошто не добри да садиме дрвца? Затоа што разликата меѓу дрво и раса е огромна. Вие садите раса од дрво, кој што 90% не дава резултат, кој што е исушен. Колегата пред мене спомена, само трошите пари и се сликате пред камери, кога да кажете дека имате некоја активност, се движите за природата. Демек вие сакате природата, ние неќеме природата. Ние пошумуваме дрвца на друго место каде што нема камери. На собствен трошок ви гарантирам, на собствен наш трошок, а не на трошок на граѓаните на Република Македонија, каде што се трошок огромни суми на пара. Значи, мој предлог на крајот сакам да заклучам, да ја вратиме оваа програма назад на доработка со конкретни активности и задолженија на одредени целни групи кои што ќе ја реализираат. Кои што ќе ја реализираат оваа програма за да биде во интерес сите граѓани на општина Битола. 7 месец се помине и ништо не видовме. 7 месец, уште за 5 месец заврши годината. И што? Ќе донесеме програмата, мртво слово на хартија, завршена работа. Баш ќе обрнам вниманието, ќе биде извештајот за реализација на оваа програма. Како ќе биде реализирана? Да видам дали ќе бидат турени камери, темелникот на почетстваната станица и така натаму. Благодарам. Благодарам.